Audio Jungle. Почитувани гледачи, очигледно е дека емисијата која се однесува на спортот и неговото влијание врз здравјето на младата популација привлекува особено внимание и едноставно слушаме секојдневно коментари позитивни, се разбира за тоа дека се создава една атмосфера во која младите се потсетуваат, се насочуваат да се определат токму за спорт. Токму затоа и во нашето студио покануваме луѓе кои долги години имаат искуство со работа и со млади категории, и самите биле спортисти и од тој аспект најдиректно, најкомпетентно можат да кажат дека спортот на вистина сам по себе е здравје. Баш као што при тоа преку спортот се постигнуваат многу други предности кај секоја индивидуа која се развива и од аспект на победнички дух, на надпреварувачки дух и обично таквите личности и во животот се продорни и успешни. Во оваа емисија гостин во нашето студио е Орце Митров, долгогодишен борач, човек кој верувам дека има илјадници или стотици пријатели и во државата и надвор од неа токму преку спортот и од тој аспект веројатно ќе ни каже многу содржини кои се битни за вас и кои ќе го привлечат вашето внимание. Ви посакувам добре дојде во нашето студио. Добро ви најдов. Орце, да ќе бидам на ти затоа што нели многу заедно сме живееме, не мора да си персираме. На колку години, на која годишна возраст започна со спорт? Ја започнав со борење на 15 години. Значи, по моја проценка... Тоа е 8 оделение, така? Да, во прва година кога дојдов во Кочани. Значи, после 8 оделение. За мене беше касно за 2 години каснев. Подоцна сум почнал со борење. Значи, големите резултати што имат постигнано најврвните борачи, значи, почнуваат околу 13 години, 12-13 години со тренинг, а може и од 10 години со гимнастика. Значи, порано 10-11 години со гимнастика, 1-2 години, и од гимнастиката директно почнат со борење. Значи, и у борењето постоje најмногу од вежбите гимнастика се вежба, тоа е значи основа за борење, значи паѓање, премеќање, салта, Што те привлече во борењето на тие години? Кој беше твојот мотив? Што сакаше да постигнеш? Па така случајно почнав да тренирам. Да, прва година имав школски тренирал борење, таму школото на физичко почнавме борба, така ја малку бев здраво момче од село и така пробавме малку и вика дојди малку да научиш, брзо ќе идеш напред, овамо-онамо, види се дека имаш квалитет и така. На што најмногу се сеќаваш од тие денови кога и години кога се бореш, кога спортуваш и кога настапуваше за овдешните екипи? Па ја почнав во Спартак, значи тогаш беше тренер Анѓел Андонов, покојни сега. Значи беше добар тренер, организатор и почнав да тренирам за негде 5-6 месеца, не одведува за Скопје на турнир, на пионерско првенство во Лирија. И тогаш прв пат го видов и Шабан Трстена беше таму и ние сме генерација со Шабан Трстена и тој настапуваше за пионери, тој стана прв, ја бев четврт на првиот настап и некои борби за малку ги загубив овамо таму и така ми даде волја. Неискуство, трема, нормално. И тоа ми даде за поголема желба да почнам да тренирам после повеќе. Од четврто да целиш кон првите места, прво, второ. Да, достигнав врв до четврта година кога бев средно образование, тогаш после бев во Балканица во Штип, бев првак на Југославија за младинци, значи тоа ми е најголемиот резултат во моето борење. Потоа бев во војска и од војската кога се вратив, се вработив во Руен, работа на смени, таму и така. Спортот веќе се во втор план полека. Меѓутоа секогаш си со спортистите, секогаш ги помагаш, секогаш си тука да им пружиш рака на младите за да едноставно се искажат во спортот. Да, па од таа причина што кажав дека касно јас започнав со тренинг,
во моето село Теранци направив клуб, 10 години клуб обстојуваше и веќе земавме прво место во Македонија на училишни игри, значи училишни надпревар во борење, во Македонија, значи бевме и пред Радовиш, пред Лирија, пред Балканец, пред сите клубови. Познатите центри за борење и познатите школи. Да, земавме тогаш околу 7 медали само борачите од Теранци. Тоа е доказ дека во ова подневје, посебно да речеме во Теранци, во општина Сушино, во Блешево, па и пошироко, има навистина таленти, дека овој крај е расадник на врвни борачи, меѓутоа веројатно треба многу повеќе да се посвети од страна на државата, на оние кои ги обезбедуваат условите и средствата. Да. Значи тоа го има искуство од Бугарија. Значи у Бугарија има училишен спорт, за училишен спорт има за борење, кошарка и неколку спорта, други фудбал. И таму самите наставници, професори по училишен спорт ги селектират децата за кој спорт го бива. Тие се платени од државата со придоноси, со плати, со сите норми. Штета што и кај нас не е така, до сега излезе илјадници таленти во повеќе спорти. Да, така. Па значи тоа многу допринаса, значи едни деца кои ќе вежбат заедно, се дружат, право станат другари меѓу себе. Да. Може да ви кажеме на работа малку можда ќе биде интересно за гледачите. Прв пат ако почнем во Теранци да ги вежбам децата, околу 40-50 деца собраа се, значи од цело село, дори од Облешево и од други села доаѓаа околни. И децата меѓу себе не здружени. Овај крај се степат, од другиот крај се степат, 4-5 пати направат меѓу себе тепачки. Значи пред да почне борењето, пред тренинг си они некои си мале стари закачки лево, десно, додека. Значи за 2-3 недели изставив ги уред, немаше никој да трепне с душија се, другари, до ден денеска се другари како браќа живеат сите. Тоа е еден сегмент од спортот, колку е битен, колку е... После, потоа друживме се со Балканец Штип, пријателски средби и со други клубови, но со Бугарија, водев ги за Словенија, значи имат пријатели секаде, познават ги сите борачи у Македонија, дел од Бугарија, дел од други држави и така. Така. Вие сте искусен во борењето, пошто ќе познаете да речеме некој момче кој дали има талент, што е тоа што вака ви фаќа за око? Сигурно треба да го видите на настап меѓутоа. Да, за борењето треба да биде малку како посилен, да има талент и по самото одење, самото движење, да се познава, значи реакции, рефлексии, брзина, значи тоа е, видиш го ако било кој друг спорт или нешто работи, видиш движи се, покретите брзи ги прави и значи има шанса да стане борач. Значи кога стане веќе борач и сета друга работа што работи физички ја претвара у тренинг. Значи дали работи било која работа, значи он си замислив како тегови дека дига, дека друго работи, трето склекови или било што и му е многу полесна работа после. Ајде сега да се вратиме на поентата на оваа емисија, спортот и здравјето. Колку борењето е здраво и внесува здравје на дечињата кои почнуваат со борење, на тие од 8, 9, 10 години кои почнуваат таму возраст? Па борењето е здрав спорт затоа што и претходно кажав дека се почнува со гимнастика, вежбање. Значи доста вежби се прават, значи напред вежби, колут напред, колут назад. Пример мостот е многу здраво, има деца што со работа имат проблеми во тие години, 11-12 години, значи кога почне да прави мост назад, исправа се и работа му се автоматски исправа. И тоа е, ја кога почнав да тренирам, некој ми избори, вика ако станеш борач, ќе останеш малечок, вамо таму нема врска, значи ние сме тројца браќа, сите сме иста големина. Нема врска, од тоа не игра улога. Значи обратно, може да повеќе се порасне со борењето ако вежба си правилно. Ако правилно се вежба, така. Дали младите кои имаат намер да започнат да се занимаваат со борење, треба претходно да имаат некои други вештини, пред сега што рече гимнастика, меѓутоа и дали треба да тренирале нешто, дали гимнастика, односно атлетика и така натаму? Па не, има почетници што скроз ништо никогаш не вежбал, дојдел, И значи ако има желба, постепено се постига. Човек може се да се научи кој сака, кој има желба, кој 20% талент, 80 работа или обратно.
најголеми резултати се постигнува кога веќе од 50% повеќе талент. Така. Од 50%, значи изградени раци, нози, половина, дел врат. Врато не може многу да го изграде без вежбање, без борење, но сепак природно малку. И после се надокнадува повеќе техника работе, повеќе обично на сите тренинзи работат и за одржување на кондиција, за одржување на снага, значи за раци, нози, половина, врат и нормално. Вие сега сте во боречкиот клуб Спартак, иако моментите можеби не се како што посакувате да Спартак да ги доживува оние убави моменти кога е високо во државата во рамките на борењето, меѓутоа дали колку се тренира, колку дечиња се ангажирани во клубот? Дали имате податоци? Па сега има околу до 15 дечиња се собират. Сега скоро ќе биде и турнир легенди на Спартак. Да. И значи има и девојчиња, имаше напред 3 девојчиња, сега последен пат кога беа 2, сега не знам дали трето се откажало, но сепак дека борењето веќе сега е спорт и за девојки, може да вежбат. Да. Значи од Бугарија има Станка Златева, беше 8 пати светски првак, 2 пати втора на олимпијади. Сега веќе има клуб усливен, државата и даде одврзани раци, стипендии, доживотни околу да создава нови звезди боречки. Да. И многу пред минатата седмица имаше таму турнир за Станка Златева. Учествува борачи од Штип, од Олимпија Штип. Да. Нов борачки клуб и таму девојче има што станува веќе 5-6 пати прва, може и повеќе, Андреја Нисева, на Кире Нисев, ќерка на борач од Штип, инаку потекнува од Соколарци, од нашата општина. Имаше слика со Бојко Борисов, значи Бојко Борисов и направил чест да отиде да го отвори турнирот во Сливен. Кога се работи, кога се постигнуваат резултати и се добива и таа слава која нели е мотивирачка, секој не може да го достигне тоа. Да. Дали и колку треба да тренираат младите борачи, да речеме 2 пати неделно, 3 пати неделно, дали има некоја препорака таму и колку брзо може да се најбрзо може да се стигне до некои височини кои ќе значат да речеме репрезентација или така нешто успех на меѓународен план? Па значи прво се почнува 3 пати неделно со послаби тренинзи. Да. Најмногу има некој пат самите си борачи што почнат да направат грешки, што почнат да
работат повеќе со мостови на врато, значи он не е научен на врато да прави мостови оптеретено и го заболе врато и вика повеќе не одам на борење, врато ме боле. Значи врат никој пат не може да боле ако треба, ако работи вежба како што треба, да. Или направи повеќе склекови, заболат го раците или нозите од некоја вежба, воспалат се мускули, тоа е нормално и после вика, борењето е тешко, болат ме нози, раци ме болат или било што. И од тоа се откажуваат, значи тоа треба доста тренерите да обрнат внимание у почетокот на почетниците да не ги преоптеретуваат. Значи да не дојде до воспаление, така, постепено се. А за да големи резултати, значи припреми кога беа на времето Шабан Трстена, Шабан Сиди, Шоров, откочени беше Јорданчо Јанев, Санде Донев, на припреми Владко Соколов. Значи они тренира од 365 дена, 300 дена беа на припреми. Тоа беше и секој ден по 2 тренинга добри и третиот сабаале. За да се иде на Олимпијада треба секој мускулче да биде максимално разработено, подготвено за огромни напори. Да, Владко Соколов на време кога дојде да тренира, ја знам го од првите денови него, значи он беше многу добар талент. Добар талент, роден за борач и постигна добар резултат, стана втор на свето за младинци. Беше на Олимпијада 96 у Атланта, значи единствено македонец што има исполнена норма со резултат. Со резултати, другите што беа на Олимпијада беа натурализирани македонци. Така. Добро, колку е битна исхраната во сето тоа? Дали треба да има засилена исхрана, дали одреден тип на исхрана е битен за еден борач да биде поуспешно да напредува? Веројатно во сите спортови е битна, меѓутоа како тоа изгледа во борењето? Во борењето исхраната е посебно важна, затоа што треба добра исхрана, протеини, витамини, со сите норми. Значи, знаат го тоа сите и тренери и веќе кои идат на припреми, знаат го што треба, повеќе овошје, сокови, се што треба. Значи, меѓутоа дека се мали овие децата кај нас, она што им се возможи дома, претпоставам. Да, тоа за почеток е така и ние кои ги водиме на борење, што можеме, возможеме и таму. Колку се можностите толку. Да. Така. Има ли перспективи Спартак? Може ли да така позасилено да се издигне на некои височини кои своевремено ги достигнуваше? Па за многу кратко време не може, но сепак ако се поозбилно почне работа од да има помош и спонзори, да има средства, значи може за 3-4 години да се очекува резултатот и бидејќи сега Кире тренер Кире Дамјанов, негов братовчет Столе Ефтимов на Стојан Ефтимов внук стана трет на Балканијада у Бугарија. Значи он е кочанец на факултет у Бугарија, а тренира у Лирија у Скопје, под Лирија, под клубот Лирија. Ние не го преземавме, разговаравме да го преземеме, нешто можеби ние испуштиме тука, што не спазиме роко, помена времето за пререгистрација и така не се договоривме со него. Тај е еден моментално најдобар борач од Кочани, исто Иван Јанев се бори за Бучим, он е веќе професор по физичко. И значи тие ќе бидат и професори, но сепак може и да тренират и да извадат и повеќе деца. Сега за сега и тренерот е добар, има лиценца, Кире Дамјанов е добар тренер, но еден тренер е малку за борењето. Сега и Благојчо Алексов, Гојчето, и он помага доста на Кире. Следот сме дека се отворат повеќе клубови, да речеме во фудбал, во други спортови. Има ли услови, дали би било добро да се отворат и во делот на борењето, затоа што рековме во Теранци своевремено сте собрали 30-40 деца, можеби во некое друго населено место овде во Кочанската котлина можело тоа да функционира? Може, тоа се покажа дека може да функционира и пред мене имаше Оризари клуб, па и после мене имаше Оризари клуб. Значи Оризари може да функционира, Облешо може да функционира, Вилинце тука соседен град исто може да функционира. Само треба поголема поддршка. Треба поддршка, тренери и од градоначалниците да има поддршка. Значи кошта доста средства, требат мислам за одржување на еден клуб, не е само една и две работи. Така. Сигурно во светот каде што борењето е на највисоко ниво се употребуваат и други, да речам, справи, помагали или други технологии за брзо развивање, за постигнување, да речем, шампионски резултати. Да,
Да, гледа сега на интернет има се, следеме ги сите борачи ги следате и споделуват тие борачи. Значи Русија е број 1 за борење у свето. Да. У Русија има многу спрема, ама многу самите борачи, 20-тројца борачи ги спрема еден тренер. Еден тренер земе, работи со нив, имат одврзани раци, имат финансии од државата, многу финансират. Претерано многу. Значи они не може да точно да кажам број колку. Да, ама им се исплати, затоа се веле сила број 1 во светот во борењето. Они имат околу 150 милиона, пред неколку години има 150 милиона евра буџет годишен. Да, само за боречки спорт. Да. Бугарија имаше за Олимпијадата околу 3 милиона долари. Да. Буџет. Бугарија. Кај нас според Македонија колку најмногу имало? Па не знам, ја околу можда до 500.000, мислам се уште нема милион. Да. Евра, што сме многу далеко од тие околните земји што имат резултати. Да. Борењето само по себе развива кај децата и победнички дух, непреварувачки дух, како тоа влијае на еден млад карактер да се формира, следејќи ги децата кои своевремено работеле, сигурно знаете кои денеска се успешни веројатно во одредени професии и така натаму во своите кариери. Да, па ја поидувам од тие борачи што беа ветеранци, сега се половината во западните држави, сите се успешни. Значи сите се успешни, послушни, дисциплинирани и со желба за успех и резултат у работа. Значи без забушување, без искивирање или било што. Значи научени се наред, знаат што е. Така. Не се плашат, имаат контакти со противници, се надпреварувале со нив и за нив животот е надпревар. Да. Така. И сега и за на друга страна за борењето, од време на време ќе слушаме повреди, не може да се бори. Колку е, тоа е пред се машки спорт, се разбира, иако рековме и жени почнуваат да се борат, машкиот аспект на тоа дека е силен, цврст спорт, колку повредите ги следат борачите? Па, вака, како стварно борач веќе припреман, како што треба, добро се загрее, значи секој зглоб го добро загрее од пети до уши, значи повредите се минимални. Значи, не пред се постојат повреди секаде, у секој спорт, дури у секоја ситуација, и у движење, и у... Оди пешки, падне, па се повреди. Така е. Значи, повредите са малку борачи имат со повреди спречено да не постигнат резултат. Пример, Шабан Трстена на Олимпијадата у Сеул, лигаментот му се скина, значи у финалето изгуби, стана втор. Значи, тоа е, друг пат не имал некоја значителна повреда. Значи тоа и брзо се опоработа колку има и повреда нешто, но сепак знаат го сите тоа како добро утро, дека добро треба да се загрее, да ја раздвижи сите зглобови и мускули, веќе друго јаче веќе нема. Солдат сите тие вештини, знае како да падне, како да во дадена ситуација како да одреагира. Да. Да, па тие сите секој захват што знае се нормално, вај што презема акција како да го изведе захватот, другиот знае како да падне, да се бране и така. Добро, сум забележал кај некои борачи, да речеме оштетување или повреди на уво, на одредени екстремитети. Дали има борач кои се вака помалку, да речем, некоректни во борбата? Па има, се има. Значи у сите спортови има секакви работи, и у борењето има, макар да не многу сега се доста и познават меѓу себе. Се сеќаваме на Тајсон кога му го изгриза увото на мислечи, дали беше тоа во боксот, да. Во боксот, да. Пола уво му скина, што беше малку фрапантно. Да, случува се и у борењето некои работи се случува, веќе тука олимпијадите се со преголеми желби идат сите на олимпијади, на светски, европски првенства, за уедначени се за еден поен и гледа што да направи некоја гримаса да дојде до поен. Така. Дали еден борач во државата кој ќе отиде на Олимпијада, например, потоа државата му помага, го сетуира, го исправа на прав пат, или ќе не се тоа малку со наградите? Сега за сега, кога сега нашиот борач од Русија што е, зема норма, стана трета на светско првенство. И он веќе од сега зема олимписка стипендија до Олимпијадата. Уколку успее на Олимпијадата да земе до трето место, после 35 години возраст добива доживотна стипендија. Стипендија, значи таа стипендија, ако за прво место на Олимпијада и на светско е 1,5
1,5% од не 1,5%, да, 1,5% од просечната плата на Македонија. Значи моментално 26.000, 1,5%, 39-40.000 некаде приближно. Така. Секој месец ќе зима до животно да биде прв на Олимпијада. Сега 1,5 просечна плата. Моментално у Македонија таа стипендија зима Шабан Трстена и овај што беше Стрелецо. Значи двајца зимат таа максималната стипендија, а други зимат втори. Шабан Сиједи зима стипендија, само малку помалку. Зоран Шоров зема и може да 10 луѓе вкупно у Македонија. Така. Да го заокружиме овој разговор за спортот и за здравјето со евентуално ваше размислување или препорака пред се, колку младите каква е перспективата нивна во борењето? Дали што помасовно да се зачленуваат во Спартак и да создаваат спортска собствена лична кариера? Да, ја може да и повикам сите млади да дојдат и да пробат, да видат. Прво може еден ден да гледа како се тренира. Па да научат некој зафат. Да види дали може да тренира и да дојдат да тренират што е можно во максимален број. Значи они после постепено се селектират. Да. Но сепак борењето за сега добар спорт и иде у развој. Во државите околу нас, особено Хрватска, Србија, многу се развиваат во последно време. Да. Значи ако станат борачи, ќе најдат пријатели и у Србија, и у Грција, и у Бугарија, и у Турција, и секаде. Значи ќе одат на борење во други држави по 2-3 дена, 5 дена, зависи како. На припреми ќе одат. Значи јас кога бев председател на клубот, борачите беа 10 дена на припреми на Црното море у Бугарија. Така. Цела екипа, од прв до последен. Така. За самите борачи, членови на клубот, не е тоа скап спорт, немаат некои издатоци големи? Немаат они никакви, ништо не плаќат, значи во Спартак не се плаќа членарина, за разлика од други клубови, од други спортови. Значи, во колку се види дека борачот се задржа месец-два, веќе ние сме таму да ја обезбедиме мајци, тренерки, патики. И сосема за крај, колку борењето е добро за секој поединец од аспект на самоодбрана, да речем. Човек кој е борач сигурно е многу посигурен кога ќе му налете во некоја непријатна ситуација да се снајде да се одбрани едноставно или да помогне на некој. Па исто, значи штом со противник настапуваш према тебе само до движење, самите покрети, рефлекси, значи борачите се многу способни, но теренот дека ако настане некој инцидент, они не се, значи ако он постави према неговата сила и знаење на цементот, противникот нема повеќе да стане. Значи тоа, значи внимателно, ја кога сум бил и у војска, сум се борил со неборачи на други места, дури некој на асфалт проба. Се бориш и внимаваш да не. И внимавам, ја го преметнам и го држам да кога да падне да не се повреде. Значи тоа е. Инаку ако оставиш на милост и немилост, веќе он не може да се подигне. Така. Значи многу корисно за самоодбрана, затоа што секој што се борел, тешко дека некој ќе може да му направи нешто ако го сретне на улица или го нападне некаде било каде во некои ноќни услови и така натаму. Оред, ако за крај немате нешто да дадете во тој дел, тука некаде ќе го завршиме овој разговор. Да, благодариме за емисијата, значи во е сега за почеток добро, и натаму повеќе треба да има емисија со гости од борењето и од другите спортови, за развој на спортот, да. Значи други борачи има што може да кажат и повеќе од мене што се били на повеќе турнери. Така да се тоа продолжи. Полека да го враќаме борењето на оние позиции во кои беше своевремено кога Спартак беше и како беше европски шампион. Втор мислам на овој бил порано, да. Уште еднаш ви благодарам за разговорот. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Орце Митров, човекот кој зад себе има навистина богата спортска кариера, меѓутоа човек кој пред се со своите постапки помогна на многу млади спортисти да се изградат, да станат успешни во својот живот и денеска да се корисни граѓани како на наша држава, така и надвор од неа, оние кои се нели како што рековме во претходниот дел од емисијата, кои се на времена работа во странство. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте, пријатно и довидување. Audio Jungle.